македонски, бидејќи тука имаме и фармери од Македонија, имаме и од Србија, па би сакал да ве замолам, доколку нешто не ви е јасно, слободно може да ме прекинете, ќе пробаме да кажеме и на српски. Ви благодарам за вашето време што го одвоевте, нема да ви одземам повеќе од половина час. Ова е серија од тренинзи кои што ќе се одржат за време траењето на проектот Дигитализација на фарми во Западен Балкан. Како што знаете, вие сте потенцијалните фарми кои што влегуваат во проектот, каде што Ag-Futura ќе има можност, Ag-Futura технологии ќе има можност да ги тестира своите услугите кои што се во областа на дигиталното и прецизното земјоделство. Сега моментално ќе да ја само шер да направам на презентацијата и може да започнеме. Дали ја гледате сите презентацијата? Да. Океј. Се гледа. Се гледа. Дигитализација на фарми во Западен Балкан е проект со време траење од 10 месеци и е поддржан од страна на USAID, EDG, Palladium и GIZ. Накратко за Ag-Futura, значи Ag-Futura технологија е компанија која што е создадена во 2016 година, значи нудиме поддршка во земјоделскиот сектор со иновативни решенија во областа на дигиталното и прецизното земјоделство, агробизнисот, како и развојот на земјоделскиот развој. Моментално сме со 12 вработени и од кои имаме 10 надворешни експерти, што сочинува вкупно 22 лица кои што орбитираат во Ag-Futura технологии. Покрај услугите што ги нудиме во прецизното и дигиталното земјоделство, имаме развиена платформа која што првенствено служи за олеснување на агрономите да водат поголема евиденција за да знаат што се случува на терен, значи тоа е платформата RAMAS, Remote Agricultural Monitoring and Advisory Service, и моментално имаме голема дигитална инфраструктура каде што користиме повеќе извори на податоци, како и инфраструктура која што е во областа на прецизно земјоделство. Имаме 35 европски и национални проекти кои што се завршени и моментално се во развој. Имаме над 100 европски партнери, меѓу кои се големи универзитети, истражувачки центри, како и што се институции и невладини организации. Имаме 20 национални клиенти партнери, бидејќи нашите клиенти се воедно и партнери. Имаме направено 3 едукативни платформи кои што служат за едукација на фармери во разни области во земјоделството. И како што напоменам, RAMAS софтверската апликација. Целта на овој онлайн тренинг е да појасниме што значи процесот на донесување на одлуки во управување со култури, односно која е улогата на дигиталните технологии во поддршката при донесување на одлуки во самото производство. Први да започнеме, значи фармерот и донесувањето на одлуки. Сите знаеме дека фармерите се екстремно зафатени луѓе кои што имаат секојдневни обврски кои што мора да ги извршат на својата фарма. Но од друга страна, покрај извршувањето на секојдневните обврски во производството, тие мора да донесуваат одлуки кои што би овозможиле нивниот бизнис да се развива. И за развој на еден профитабилен и издржлив бизнис модел, фармерот е потребно да донесува информирани одлуки кои што подосна ќе го поуспешат и ќе го подобрат самото производство, ќе се постави добро на пазарот и на крајот годината да ја заврши со одреден профит. Донесувањето на одлуки е една голема работа која што
кое што е од круцијално значење во самото земјоделско производство. Една погрешна одлука, сите знаеме дека земјоделското производство може да се загрози. Дури и недонесувањето на одлуки, дури одлуката да не се работи ништо е сама по себе одлука и си носи своји последици. За подобро разбирање на овој процес на донесување на одлуки, значи фармерот колку повеќе се информира и го разбира овој процес, толку повеќе може да развие профитабилен и одржив земјоделски систем. Клучни аспекти во донесувањето на одлуки. Без разлика за кој бизнис се работи, сите бизниси спаѓаат, сите овие аспекти се однесуваат за процесот на донесување на одлуки, така да можеме да заклучиме дека за клучните аспекти во донесувањето на одлуки први мора да дијагностицираме, односно да поставиме одредена дијагноза, односно да видиме со што располага фармата, со што располага тој земјоделски систем, кои се предизвиците со кои се соочува и по донесување на дијагностиката, односно по утврдување на потенцијалните предизвици кои што може да се случат за време на производствената сезона, настапуваме со планирање на активности. Планирањето на активности може да бидат од голем размер. Сите знаеме дека земјоделските производствени системи се една многу варијабилна средина каде што имаме повеќе фактори кои што одлучуваат за тоа дали ќе имаме успешен или неуспешен бизнис. Така да тоа може да почне и од временските неприлики или прилики, па се до флуктуации на пазарот за една одредена култура. Планирањето врз основа на дијагностицираните предизвици правиме план на активности за цела сезона. Тоа планирање може да биде краткорочно, односно од денес за утре, или пак планирањето може да биде како одредување на повеќе годишна стратегија, како на пример подобрување на квалитетот на почвата или пак одлучување со кои култури ќе се оди во наредните години. При утврдување на сите овие предизвици, нивното планирање на активностите со кои што ќе се решат овие предизвици, настанува процесот на имплементација. Процесот на имплементација се однесува на фармерот да види со кои ресурси располага и односно паметно и ефикасно да ги искористи сите ресурси кои што му се на располагање, како што се енергија, вода, работна рака и инпути земјоделски инпути со кои што располага фармерот, нивно правилно искористување во насока на решавање на тие предизвици. Од кога ќе се решат тие предизвици, може и да не бидат решени, настанува аспектот на мониторинг и на евалуација, каде што ние ги преиспитуваме сите овие, и ги проверуваме сите овие одлуки планови и активности кои што се донесени за време на една вегетацијска сезона или за еден производствен циклус, да видиме колку сите овие одлуки што сме ги донеле се успешни или неуспешни и на крај да утврдиме дали да продолжиме со нив или да наоѓаме некоја нова стратегија. Фармерот располага со одредени информации. Но во аспект на дигиталното и на земјоделското, на дигиталното и на прецизното земјоделство, имаме разлика помеѓу податок, дата или информации. Односно, дата се мисли, податок се мисли на сите оние непреработени, необработени податоци кои што ги добиваме за еден земјоделски систем. Тоа може да бидат слики, броеви, односно количина на врнежи, соларна радијација, часови на соларна радијација, часови на работна рака, колку е искористено за еден производствен циклус. Но овие податоци не се корисни толку за фармерот, бидејќи се необработени и не им е дадено никаква смисла.
Доколку овие податоци добиени и се преработени во одреден формат каде што ние ќе добиеме одреден извештај, ќе добиеме одредена насока од искористените податоци, тогаш од податоците се создава информација. Со помош на информација влегуваме во процесот на донесување на одлуки и со помош на информации донесуваме на поинформирани одлуки кои што ќе се темелат на круцијални, на релевантни податоци кои што можат да го подобрат земјоделскиот бизнис, земјоделското производство. Улогата на земјоделските советувачи, the role of agricultural advisor. Земјоделскиот советувач, адвајзорот, може само да даде препорака или насока во процесот на донесување на одлуки кон фармерот за да му помогне во целиот тој процес. Обично улогата на земјоделските советувачи е да препознае одреден проблем во рана фаза, да може да му помогне во анализата на податоци, односно од добиениот податок да добиеме одредена информација, да дадеме алтернативни решенија за специфични проблеми кои што можат да се најдат во еден земјоделски производствен систем, односно да даде решение за како да се справи со одреден штетник, да знае како да се справи со одредена болест. Подосна, земјоделските советувачи можат да помогнат во процесот на едукација на фармерот за специфични наслови, како што е оваа моментална ситуација каде што ние ви предаваме за концептот на дигитално и прецизно земјоделство или пак како се движи процесот на донесување на одлуки. Исто така, земјоделските советувачи помагаат да го тренираат фармерот за да овозможни успешна обзервација на ситуацијата на поле, кое што е од релевантно значење и за фармерот и за земјоделскиот советувач. На кој начин советувачите може да дадат препорака или насочување на фармерот? Тоа значи преку директен совет, односно директно решение за одреден проблем, или пак да дадеме предикција за последици, односно доколку некој фармер сака да имплементира одредена механизација, можеме да му кажеме доколку инвестира во оваа механизација ќе скрати толку и толку работни часа и работници и толку пари ќе заштити. Од друга страна можеме да кажеме дека доколку не се преземе овој третман за одредена болест или штетник, ќе имаме толку проценти на загуба во текот на производството. Типови на одлуки кои што се среќаваат и фармерите и земјоделските советувачи се присвојување на попродуктивни технологии и концепти, управување со тие технологии кои што се избрани, успешно управување со овие технологии и комбинирање на достапните ресурси на еден оптимален начин за да се намалат трошоците и да се намалат загубите во еден производствен систем, како и управување со работници или работна снага. Ова беше накратко за тоа со што еден фармер се соочува во текот на производството. Сега ќе разговараме која е потребата за да се направи проценка на фарма, проценка на капацитетите на фарма. Сите вие кои што сте во проектот направивме првична анализа на капацитетот на фармата за да утврдиме со кои ресурси располага таа фарма. Евалуацијата представува дознавање на способноста на таа фарма за ефикасно и ефективно производство на земјоделски култури, каде што се земаат во обзир сите ресурси, инфраструктура и како и способности за извршување на одредени операции. Обично ги делиме во 4 главни целини, тоа е почвен капацитет, односно земјиштен капацитет со кој располага фармерот, капацитетот на вода, односно да видиме со кои водни ресурси располага тој фармер,
каква му е механизацијата, дали му е соодветна за извршување на одредени операции, во која состојба е и дали може да се имплементира или надогради таа механизација, како и управување со работна снага, да видиме дали може да се заштеди или не може да се заштеди во одредени операции за употреба на работна снага. Сега ќе разговараме на кратко и за кои услуги АГ Футура ги нуди, тоест кои услуги ќе ги тестираме на вашите фарми, односно по избраните сценарија ќе видиме кои услуги се потенцијално возможни за да се извршат на оваа фарма. Кај сите извршивме анализа на почва. Значи тоа представува методите кои што ги користевме се геореференцирана екстракција на почвени примероци, значи според одредени GPS точки врз основа на капацитетот на земјиштето со кое располагате, се креираат точки каде што точно се вади екстракција на почвените примероци и подоцна по добиените анализи од извадените почвени примероци, добиваме геореференцирана почвена мапа, која што може да му биде од огромно значење на фармерот за да види каков е потенцијалот на тој земјишен капацитет, како и утврдување на стратегии, подолгорочни стратегии каде што може да се подобри квалитетот на почвата или пак да се донесе една конкретна одлука за одредување на количината на ѓубриво која што е потребна на растенијето во текот на сезоната. Како бенефити од овој процес представува детекција на аномалии и намалување на ризици од загуби, како и создавање на на план за управување со почвата и стратегии. Стратегиите може да бидат насочени кон намалување на трошоци или пак оптимизација на ресурси кои што се основаат на прецизни и релевантни податоци. Подоцна, откако сме извршиле проценка на капацитетот на фармата, кога сме извршиле анализа на почвата и дознаваме со кој му е потенцијалот на почвата на земјиштето со кое располага фармерот, можеме да почнеме со конкретни процеси како што е сеидбата. Врз основа на сателитски снимки и врз основа на мапата на почва која што е изработена во претходниот циклус, може да се создаде мапа за зонирање за имплементација на варијабилна стапка на семиња, каде што утврдуваме колку семе е потребно и колков му е потенцијалот на одредена област, на одредена зона во самата парцела, за да направиме точна стратегија која што подоцна може да се имплементира преку сејалка која што има способност за варијабилна апликација на семиња. Како бенефити тука спаѓаат оптимизирана апликација на семиња и потенцијално зголемување на приносот. Секогаш ставаме акцент на потенцијално зголемување на приносот, бидејќи приносот секогаш зависи од повеќе фактори, односно каква била годината, температурата, дали ќе имаме поголем интензитет на болести и штетници, и никогаш не можеме со сигурност да тврдиме дека приносот ќе биде зголем. Тука имаме ефикасна употреба на ресурси, односно семиња, подобра униформност на растенијата, бидејќи од огромно значење во еден земјоделски систем да имаме униформни растенија, бидејќи сите се однесуваат униформно, односно имаат иста реакција на надворешните услови и може да се третираат истовремено, доколку имаме неуниформен однос на растенијата, тогаш ќе имаме и различни фази на развој кај растенијата. Како друг бенефит представува донесување на одлука која што е базирана на информација, која што е претходно базирана на податок и создавање на оптимален физички простор за раст и развој на растенијата. Кога сме насејале, сега доаѓа процесот на иригација. Со помош на сателитски снимки, дронски снимки и како и употреба на модели за евапотранспирација,
точно можеме да утврдиме во одредена фаза од развојот на растенијата колку вода му е потребно на тоа растение за да му дадеме оптимални услови за раст и развој. Со ова преку сателитските снимки можеме да направиме дијагностика за тоа дали е добра функционалноста на целиот иригационен систем, бидејќи доколку располагаме со поголеми површини кои што се под иригација, не можеме да видиме дали сите системи работат или парцелите се добро распоредени со доволна количина на вода, и преку сателитски снимки или дронски снимки можеме точно да утврдиме дали системот за иригација правилно работи. Покрај ова дијагностика, со земање предвид на капацитетот на иригацијскиот систем, можеме да направиме мапа за иригација каде што се утврдува точна количина на вода употребена за даден момент. Односно, преку иригацијската мапа можеме точно да кажеме дека ова пумпа треба да работи 2 часа, ќе испумпа количина на вода од неколку литри кои што точно ќе му бидат доволни на растението да се развива. Како бенефити од прецизна иригација во земјоделството е оптимизација на вода, односно заштеда на вода и електрицитет, подобрено здравје на растенија, како и намалување на ризикот преку пратење на временска прогноза и навремено информирање за неадекватни временски услови. Како дополнителна стратегија, особено важно во лозарството или производство на грозје, можеме точно да го контролираме квалитетот на грозјето кое што е во крајниот стадиум, значи во предберба, можеме точно да утврдиме или точно да ја контролираме количината на шеќери кои што ќе се создадат преку стратегија за оптимално искористување на водните ресурси. Следниот чекор следната услуга или следниот начин каде што Акватура може да помогне или земјоделскиот советувач може да помогне на фармерот е преку во заштита на растенијата. Со помош на мултиспектрални NDVI камери, како и самите сателити, можеме да развиеме мапа на болести или мапа на штетници, каде што точно можеме да утврдиме каде имаме концентрација на болест или концентрација на штетник, и дури пред да бидат видливи симптомите со голо око. Ова возможува навремено создавање на стратегија, навремено донесување на одлуки кои што подоцна можат да заштедат на ресурси како што се употреба на пестициди, фунгициди и заштеда на време. Како бенефити, исто така може да се создаде и мапа за препорака, фармерот точно да знае во која област е настаната таа штета, и со помош на GIS софтвер се прави мапа за зони за имплементација, каде што со помош на дрон или со помош на прскалка точно се таргетира површината која што е зафатена со таа болест или со тој штетник. Како бенефити настанува рана детекција на стрес и присуство на одредена болест или штетник, можност за имплементација на прецизна апликација на пестициди и како крајен дел представува редуцирани трошоци и оптимизирана апликација на земјоделски инпути. Слично како заштитата на растенијата представува и процесот на исхрана на растенија, каде што со истите тие камери што располагаат и со едно поминување на дрон можеме да ја утврдиме моменталната ситуација во која што се наоѓа растенијето, да видиме дали нешто му фали на тоа растение или не му фали, и
добиваме многу поголем број на информации кои што не се видливи со голо око, така да овозможуваме навремено создавање на стратегија каде што можеме да утврдиме на кој дел од земјоделската површина треба да се аплицира поголема количина на ѓубриво или пак од друга страна да се аплицира помала количина на ѓубриво. Методите се проценка на моменталната состојба на почвата и растенијата, одредување на потребата на растенијата за храна, како и создавање на стратегија за исхрана на растенија. Подосна, исто со помош на GIS софтвер и со помош на податоците кои што се добиени, создаваме мапи, зони во една мапа кои што возможуваат имплементација на варијабилна стапка на апликација на ѓубрива. Варијабилната стапка на ѓубрива се користи со помош на ѓубре растурачи или пак некои други механизацијски елементи кои што возможуваат прецизна апликација на тие ѓубрива. Обично оваа механизација е поврзана со GPS, со GPS базна станица, како и можност ISOBUS, каде што имаме можност трансфер на податоци, истите податоци да бидат прочитани од страна на тракторот или на ѓубре растуралката, за да можеме да аплицираме различни количина на ѓубриво во различни зони. Како бенефити Како бенефити настанува хомогенизација на плодноста на почвата и намалување на нераспределени хранливи материи, процентот на нераспределени хранливи материи по површината на таа земјоделска област, оптимизација на ѓубрива, оптимизација на апликација на ѓубрива и потенцијално зголемување на приносот, намалување на трошоци и ефикасна употреба на ресурси, и како крајна цел ни е зголемено здравје на почвата, бидејќи доколку имаме здрава почва, ќе имаме и здрави растенија. И од кога сме направиле се, настанува крајната операција, односно жетвата. Жетвата на помали површини е едноставна операција, поминува комбајнот, јажнее, но кога имаме поголеми површини на располагање, односно површини кои што се 20 хектари до 50-100 хектари, тука располагаме со различни видови на области, односно различна топографија. Во секоја топографија имаме и различни микроклиматски услови кои што возможуваат растенијето побрзо или покасно да созрее, и имаме неуниформност, бидејќи имаме различни фактори кои што влијаат на зреењето на растенијата. Со помош на мапите кои што се создаваат со сателит или со дрон, создаваме геореференцирана мапа, која што возможува, исто како мапите за варијабилна стапка на апликација, точно да се одредат преку GPS координати, точно да се одредат кои области се зажнеени и кои области не се зажнеени. Со тоа мапа можеме точно да утврдиме стратегија со каде би почнала жетвата, каде би завршила, се за да ја фатиме оптималната економска зрелост на растенијата, каде што ние ќе добиеме здрав принос, добро созрена, со намален процент на влага, кој што подосна може да скрати многу проблеми при складирање на самиот принос. Како бенефити се вклучуваат, може да се кажат дека имаме максимален принос без загуби и максимален квалитет на растенијата, односно максимален квалитет на приносот кој што ќе биде прибран, и намалување на ризик од загуби и пратење на временска прогноза, каде што точно можеме да ја утврдиме кога ова операција да биде започната, стопирана, пак продолжена или завршена. Од кога ги објаснивме сите овие процеси на едно дигитално или прецизно земјоделство, завршуваме со еден систем, односно систем за управување на фарма, каде што сите овие податоци, сите овие стратегии, сите инпути, сите искористени инпути се ставаат на едно место.
ова е основната причина за која што се развиени овие системи за управување со почва, каде што ние на едно место можеме да добиеме еден интегриран извештај за тоа што се случувало во претходната сезона или во повеќе сезонски интервали, каде што точно можеме да создаваме стратегии, да донесуваме одлуки кои што може да помогнат на фармерот доколку му дојде инспекција точно да утврди извештај кој што би му биде потребен на инспекторот за да може да провери каква е работата на фармерот. Главни компоненти во еден систем за управување на фарма. Овој систем за управување на фарма е многу сличен со системот, односно платформата која што е развиена од страна на Агфутура, Рама системот, каде што имаме клучни компоненти, односно планирање и мониторинг на култури, анализа и извештај на податоци, управување со ресурси и интеграција со технологии за прецизно земјоделство. Сите системи функционираат на следниот начин. Тоа можете да го видите на вашата десна страна на диаграмот, каде што имаме два стрима на податоци, односно два тека на податоци. Првиот тек, горниот тек оди од полето, односно од производствените капацитети, каде што имаме бележење на податоци, мониторирање и прибирање на дата, односно на податок, кој што подосна оди во еден дата центар, каде што сите податоци се сортираат, складираат и му овозможуваат на фармерот или пак на земјоделскиот советувач да ја анализира тој податок, да создаде репорти, односно да создаде информација. Откога ќе бидат создадени корисни информации, односно информации со кои што можеме да манипулираме, или на кратко кажано одредени извештаи, овие извештаи одат во долниот тек на податоци, каде што му се даваат на фармерот или на одговорното лице, каде што тоа одговорно лице се носи активности, акции и одлуки кои што се базираат врз приберените податоци. Кога ќе заврши овој процес, настанува процесот на калибрација, односно процесот на мониторинг и на евалуација, каде што ја гледаме успешноста на донесената одлука, ја гледаме успешноста на извршената активност и подосна целиот овој циклус пак започнува и цело време имаме калибрација на податоци за да можеме да бидеме сигурни дали одиме во добар правец или не. Ви благодарам за ова, ви благодарам за вашето време. Само да исклучам камерата и се надевам дека бев краток, дека бев јасен и дека не ви одземав повеќе време. Би сакал да се заблагодарам. Доколку имате некои прашања, слободно може да ме прашате сега или пак да ми поставите прашања преку мејл, каде што ќе бидам повеќе од интересиран да ви ги одговорам. Океј, доколку немате, ви благодарам уште една за одвоеното време. Ви благодарам за учеството во проектот. Се надевам дека ќе се видиме со сите за кратко и ќе можеме да продолжиме со утврдување на правилни сценарија кои што би ви одговарале на вашиот производствен систем. Благодарам. Пријатно.